Зборуваме за марихуаната, легализација и употреба е нашата тема, меѓутоа веќе не зборувате од медицински аспект. Затоа, најпрво, што значи медицинска, што значи рекреативна употреба на марихуаната? Добар ден на сите слушатели и гледачи на УГД FM радиото. Ви благодарам за поканата и секако дека има разлика, значи помеѓу употреба на марихуаната во медицински цели и употреба на марихуаната за рекреативни цели. Јас би потенцирала дека законот кој што е кај нас донесен за легализација, донесен е 2016 година, е донесен само исклучиво за медицинска употреба, за медицински цели на препаратите на база на канабис, а се со цел да се помогне на сите оние болни пациенти, значи луѓе кои имаа потреба од овие препарати кои што ги набавуваа на црно. Нелегално на црно по најразлични патишта и канали, при тоа ги плаќаа многу скапо, а нема потврда за нивниот квалитет, нема никакви испитувања и буквално не знаеа што е тоа што ни го земаат. Значи, од тука се роди идејата за легализација на канабисот, исклучиво и само за медицински цели, бидејќи поентата беше да им се помогне на сите овие луѓе. Нема доволно докази со кои што вие би можеле да кажете некому дека да земај марихуана и ти ќе се излечеш од ова или од она. Значи, научни докази, на медицина зборуваме базирана на докази, нема доволно докази за тоа дали лечи, што лечи и како лечи. Меѓутоа има многу сознанија и многу публикации кои што говорат за позитивните искуства и дејства од употребата на канабис. Што е она што е позитивно во кои болести, во кои состојби? Па точно тоа беше идејата на проектот. Значи проектот започна уште да се развива уште 2014 година како идеја, а стапи на сила со измените на законот во 2016 година. Значи цели 2 години ние буквално истражувавме што е тоа што може да лечи марихуаната, кои индикации, зашто имаме доволно докази и што е тоа што во прв чекор можеме да го направиме во насока да се помогне на овие луѓе. Значи цели 2 години истражувавме не само во делот на индикации, него и во делот како да се направат измените во законот, за да таа легализација стане апликативна и да не ни се случи нас во Република Македонија она што се случи во Хрватска. Да речеме, Хрватска многу пред нас ја легализира употребата на марихуаната, а многу после нас ги има овие препарати на пазарот од причина што законот, во некои делови во законот беа недоречени. Така да ние не измисливме, да кажам, топла вода, ние буквално го пресликавме искуството од европските земји, каде што веќе беше легализирана марихуаната, типот на Германија, Холандија и така натака. Го пресликавме нивното искуство и го преточивме во еден наш закон кој го на почеток го оставивме да биде многу флексибилен и со цел, пак ќе кажам, да не го ограничиме, со цел да заживе и да може да се реализира нашата идеја. Понатаму рековме дека искуството ќе не учи и дека секогаш се возможни било какви промени во законот и интервенции во насока на подобрување на тие законски решенија. Кои се оние пациенти кои што најмногу бара, да речеме? Од тоа и тргнавме. Што е тоа што може како индикација да се третира со препаратите на база канабис? Што е тоа за што имаме ние доволно медицински сознанија? Тоа се третман на болка, пред се, независно каков тип на болка, најчесто се поврзува со малигните болести, третман на болка кај малигни болни, меѓутоа третманот на болка има оправдано да се третира со препарати на канабис, спастицитет кај пациенти болни од мултиплекс склероза, кај одредени пациенти подобрување на како антиепилептик во детска возраст, значи за одредени тешки состојби, значи не секаде. И последната индикација која согласно нашиот правилник е одобрена е за подобрување на апетитот кај пациенти болни од ХИВ. Тоа се 4 индикации за кои што имаме доволно сознание, доволно докази дека може да го подобрат квалитетот на живот кај овие пациенти и намерно овие индикации ги ставивме не во закон, него ги ставивме во правилник од проста причина што правилникот многу често многу лесно се менува, а се со цел
бидејќи ова е едно подрачје кое што навистина станува се поинтересно, се повеќе се истражува и се повеќе имаме и нови сознанија за нови индикации каде што би можела употребата на овие препарати да помогне, значи затоа го ставивме во правилник каде што лесно може да се дополнуваат и да се додаваат и нови индикацијски подрачја врз основа, пак ќе кажам, на медицина базирана на докази, врз основа на веќе спроведени одредени клинички студии каде што со потврда ќе ни кажат дека нештото делува. Меѓутоа и ова лекување кое што го има и оние пациенти кои што користат, да речем, канабис, тоа не е во форма на пушење на канабис, така? Чисто да прецизираме за слушателите. Не е во форма, значи кај нас Понекогаш се мешаат тие работи дека некој со пушење може да се излечи и така натаму? Знаете како, значи едноставно би било некоректно према пациентите ако вие им кажете земете канабис и ќе се излечите. Право на пациентот е да има право на избор. Меѓутоа конвенционалната терапија е она што е незаменливо. Значи не можеме да отстапиме од она што е конвенционален третман на одредено заболување. Комбинација, добрата страна на канабисот е што тој може да се комбинира со веќе постоечката конвенционална терапија како додаток, како адјувант, како add-on терапија, и при тоа да нема некакви несакани интеракции на таа терапија со оваа ново внесената. Пак ќе кажам, право на избор на пациентот е, меѓутоа ние сме тие кои што треба да им кажеме дека може да помогне, ама во секој случај како додаток на конвенционалната терапија. Не можете да кажете дека земај само препарат на канабис и ти ќе се излечиш. Да речеме, пациенти кои што се на хемотерапија, често пати имаат несакани ефекти од типот на гадење, повраќање, кои што се нормални, очекувани несакани ефекти од третманот, од примањето на хемотерапијата. Комбинирањето на овие препарати на база на канабис со хемотерапијата може да ги ублажи овие симптоми на гадење и на повраќање, што и текако ќе го олесни самиот третман и самиот да пациентот полесно ја прими таа терапија, да полесно ја издржи, да го издржи сите тие циклуси, без со што е можно помалку пропратни несакани ефекти. Колку што знам, состојката CBD е оно што го има во препаратите за лекување, сега не сум толку упатен, меѓутоа оние кои што рекреативно консумираат ја употребуваат со THC, претпоставувам, нели? Кој што го дава тоа чувство на опоидно чувство. И сега медицината докажала дека CBD има позитивни ефекти. Дали од состојката на THC има некакви позитивни ефекти врз здравјето? Канабисот има преку 100 канабиноиди, значи најразлични канабиноиди, од кои што главни и носители на дејството се точно CBD и THC. Значи тоа се двете компоненти кои што се главни носители на дејството. За различни индикации, различен треба да биде соодносот на CBD и THC во зборам фармацевски дозирани формулации, за да го постигнете најдобриот ефект. Тоа е докажано преку најразлични клинички испитувања кои што се прават со пациенти, каде што се третирани различни препарати и дојдено е до тоа да соодносот на CBD и THC 1:1 е најдобар за третман на болка. Многу повеќе ви треба да имате CBD ако третирате епилепсија, многу повеќе ви треба да имате THC ако третирате болни од HIV за да подобрите апетит. Значи, се зависи од тоа што сакате да третирате, како треба да ги искомбинирате сите тие состојки, тоа најдобро го знаат фармацевските индустрии кои што веќе ги произведуваат и на пазарот ги имаме овие препарати. Се зема со рецепта, така? Препаратите кои што во својот состав содржат помалку од 0,2% THC, кои што THC е психотропна супстанца, се издаваат без лекарски рецепт, значи тие се сметаат како еден вид додатоци на исхрана, додека оние кои во својот состав имаат повеќе од 0,2% THC се сметаат за психотропни, значи спаѓаат во групата на психотропни супстанции поради високиот процент на THC и тие се издаваат на лекарски рецепт во аптека и тоа на дупле лекарски рецепт со запишување на идентификација на болниот кој што го подигнува лекот, како и секоја наркотика, впрочем, што се издава во аптека. Несомнено е дека многу се употребува и во рекреативни цели. Кој е нивото на зависност кој што го создава пушењето на марихуана? Медицински. Марихуаната, јас пак ќе повторам, кај нас е легализирана само исклучиво за медицински цели, не е легализирана за рекреативни цели и медицински е неоправдано
употребата во рекреативни цели. Збориме медицински. Индивидуално секој може да прави што сака, меѓутоа тоа не е во рамките на законот, тоа не е во рамките на законот и јас не препорачувам употреба на марихуана за рекреативни цели. Иначе зависност што е? Уствари зависноста се дефинира како една преголема желба на поединецот повторно да ја земе супстанцата која претходно ја зема. Значи несовладлива, преголема желба да се земе повторно истото. И од тие причини зависноста се дефинира со физичка, психичка зависност и толеранција. Во конкретниот случај зависноста кај канабисот се развива постепено, започнува со една фаза на еуфорија, смеење и така натака, понатаму поминува во зависност која не е некоја, да речам, многу јако изразена зависност. Не можам да кажам дека не предизвикува. Предизвикува зависност и затоа велам дека медицински е неоправдана употребата на марихуаната за рекреативни цели. Али ако зборуваме за од тип на аспект за лековито дејство, тогаш навистина сосема е поинаква визијата кога сакате некому да помогнете. Јасно. И не знам, можеби е глупо прашањето, може да се направи споредба на штетноста со пушењето цигари и пушењето марихуана. Некоја така споредба да направиме, пошто бидејќи сите лекари не го препорачуваат во нито една смисла пушењето на цигари, и тоа е легално, секој може да го купи и така натаму. Се може да се направи споредба колку е тоа штетно и колкава зависност создава пушењето од цигари, наспроти пушењето марихуана. И пушењето спаѓа, постои така наречен никотински тип на зависност, и пушењето на цигари спаѓа во групата, значи на зависности кои ние како, значи во медицината ги велиме и ги советуваме пациентите да не ги употребуваат, ако може да ги сфрлат цигарите, заради тоа што никотинот се врзува за, самото име ви кажува, за никотинските рецептори, а за никотинските рецептори е ендоген невротрансмитер кој што се врзува е ацетилхолинот, и на тој начин врзувајќи се за никотинските рецептори, не буквално ги блокираат сите дејства на ацетилхолинот кои што нормално физиолошки треба да се појават во нашиот организам. Цигарите ствараат зависност, меѓутоа пред се ствараат психичка зависност, значи многу повеќе психичка, а многу помалку ствараат физичка зависност или толеранција, што значи дека секој еден кој што ќе почне да пуши цигари, ако има така добра волја, лесно може и да ги откаже, не е нешто што не може да се откаже. Слично е состојбата и со марихуаната. Значи марихуаната ствара еден тип на психичка зависност пред се. Физичката зависност и толеранцијата се помалку изразени, значи имаме многу други препарати, да речеме од типот дроги кои што прават зависност. Овие не се толку, да речам, нешто страшно, меѓутоа пак ќе кажам, медицински е неоправдана употребата и на едното и на другото. Не можеме да кажеме дека вие ќе имате од тоа корист. Значи може само да имате негативни ефекти. Медицината познава многу болести кои што се појавуваат директно поврзани или индиректно поврзани кои индикатори кои резултат на цигарите и пушењето на цигари. Кои се болестите и штетните работи поврзани со пушењето на марихуаната? Дали се тука некаде слични, претпоставувам, бидејќи некако логично и тука се вовлекува чат и тука се вовлекува чат? Се вовлекува чат, да, меѓутоа пак ќе кажам, значи медицински е неоправдано бидејќи тетрахидроканабинолот, тоа THC-то е супстанца која што е психотропна и доведува до одредена ниво на психичка зависност. Самата таа зависност доведува до одредени понатака последици кои јас не би сакала да ги коментирам заради тоа што целта, и пак ќе кажам, на легализацијата беше да се помогне на луѓето, односно беше легализацијата во медицински цели. Јас секоја злоупотреба на било која супстанца не може да биде корисна во секој случај. Значи употребата на марихуана без индикација, без потреба се смета за еден вид злоупотреба и секоја злоупотреба е на штета на корисникот кој што ја зема. Доктор, ќе благодарам, се надевам дека разјаснивме многу работи. Благодарам и на вас за поканата.